Добре дојде за професорката Мирјана Најчевска, активистка, блогерка, Александар Чомовски, новинар, двајца влијателни политички аналитичари. Околу изборите се разбира, за тоа е дебатата. СДСМ бара техничка влада, не ги признава изборите. Како рече ВМРО, ова беа скандинавски избори, фери демократски, никогаш помирни. Доека СДСМ, односно лидерот Заев, подоцна и Пендаровски говореа за систематска кражба, фалсификат и така натаму. Се согласувате со овие оценки, професорке Најчевска? Јас ни со едната, ни со другата не се согласувам. Имено не се согласувам за тоа дека се скандинавски избори, не се согласувам за тоа дека постои систематска кражба. Кога ќе кажете систематска кражба, тоа подразбира дека имало и некои елементи кои што личат на избори. Во случајов нема ништо што личи на избори, односно нема ниту еден елемент кој што на било каков начин подсетува на избори, односно можеби да зборуваме за играње на избори, како група мали дечиња, да речеме од градинка, прво, второ оделение, си замислуваат што значи тоа да спроведуваш избори и на такво нешто личеа и овие. Имено основните елементи ги нема. Немаме информирани граѓани, немаме граѓани кои што слободно решаваат, немаме издвојување на политичките партии од државата, немаме заштитни органи кои што би можеле да ги штитат граѓаните во остварувањето на нивното право на избор, немаме контролни механизми кои што би можеле на било каков начин да влијаат на играчите да ги спроведуваат правилата, односно да постапуваат според однапред пропишани правила. Министрите останале на функциите, например Гордана Јанкуловска е нотирана во извештајот на ОПСЕ, таа требала да понуди оставка. Ама не е само останата. Значи, сите министри кои што беа и носители на листи во исто време паралелно вршеа и министерски функции. Така што тоа беше свесно создавање на конфузија кај луѓето, дали пред себе имаат министер или пак имаат носител на листа. Автоматски, она што представува препознавање на физиономијата нечија како министер, како некој кој што има власт, кој што има моќ, кој што може нешто да направи или да не направи, се префрла и на она лице кое што би требало да биде носител на листата. Значи, направена е една таква кармакашија која што дефинитивно не може по било кој основ ова што ни се случуваше да го подведе под избори. Да. Мојот колега Чомовски не се согласува, студејќи според неговата колумна, таа прилично се чита на социјалните мрежи, особено на Facebook, насловот е Инсомнија, политичка несолница, станува збор за портал Inbox 7. Како вели Чомовски, шпицот на најновата политичка хипокризија е непризнавање на изборните резултати. Со логика на карневалски настап, Заев и овој СДСМ ја претвораат Македонија во политичка паланка без достоинствено и култивирано да се признае пораз. Добро, вие го прочитавте третиот став, што е општа критика на однесувањето на политичките субјекти. Но е интересно токму заради тоа што професорката Најчевска но мислам дека ова се последните гласања во Македонија кои ни во еден момент не беа демократски и слободни. Мојата теза е дека во Македонија главните актери извршија политички партиски тероризам врз слободно изразената волја на избирачите. Тогаш зошто да бидат Тоа се однесува пред се на организаторите и на сите други учесници во изборите. Вклучувајќи и опозицијата. Сега зборувам прво за власта. Власта која тргна во кампања тврдејќи дека таа има програма, а премиерот вели не дајте ми мнозинство, туку дајте ми супериорно мнозинство, нели? Априори предпоставува дека се толку сигурни во изборната победа што нема потреба да вршат пресија врз избирачкото тело. Напротив, тоа што е извршено во недела, како полициско партиско тормозење на гласачкото тело и на нивните преврзеници и на сите други што се обидуваат да ги купат или да ги
заплашуваат, зборуваат дека не беа сигурни во платформата што ја понудија. Второ, ВМРО ДПМН дефинитивно не спроведе скандинавски, спроведе скандалозни избори, затоа што не дозволи луѓето да отидат на избори со собствено изразена волја. Напротив, се мкнеа автобуси, се одеше вечерта во домовите, се регистрира во текот на избирачкиот ден фамилиите кои не гласаа, па им праќаат таксисти да ги преземат. Сето тоа зборува за една генеричка појава која ВМРО ДПМН го става во партиите после на Балканот, кои знаат, умеат и као власт да организираат фер, демократски и слободни избори. Тогаш зошто Сега, моето прашање, зошто СДСМ треба да ги признае овие избори? На такви избори, на такви подготвени избори учествуваше СДСМ. Велите дека е соучесник СДСМ? Што учествуваше на такви избори? Тој мора до крај да ја изведе својата политичка операција на учество на изборите со уважување на резултатите што се покажани. Зошто подеднакво, како што ВМРО ДПМН ја суспендира волјата, исто така и СДСМ не му дава никој право за сите што се изјаснија за него, а се изјаснија најмалку 50% повеќе од што е нивниот партиски ешалон, да ја суспендираат таа волја на избирачите. Кој ги прашал тие 200.000 избирачи кои гласат за Стево Пендаровски, а кои не се партиски истомисленици, дека не им важат нивните гласови, ние нема да одиме во политичка битка и пресметка низ легалните институции на власт. Ајде, професорка Најчевска. Јас Молам, реплицирајте. Имам мало двојство. Треба ли да се аминуваат недемократски избори? Значи, прво... Заради тоа што Чумовски, мојот колега Чумовски вели, тоа подразбира демократска волја на граѓаните. Во прашање се 300.000 гласови. Многу одамна кажав дека да, сметам дека СДСМ требаше да обстане на барањето за техничка или по мое мислење дури и технократска влада пред било што да се размислува за спроведување на било какви редовни или вонредни избори. Значи, сметам дека е тоа голема грешка, што и тука се согласувам со Чомовски, што воопшто се впуштија во оваа игра. Меѓутоа пак во правото има еден институт кој што се вика институт на Златен мост. А тоа значи дека не знаеш дали некој ќе го прекрши правото, се додека не ја помине границата на прекршувањето. И да имаш документирани аргументи за тоа. Апсолутно. И сега, доколку СДСМ однапред обвинеа дека очекуваат дека ќе биде прекршено на ваков и ваков начин правото и слично, тие можеа со право да бидат обвинети дека предвидуваат нешто за што немаат доволно аргументи, дека прејудицираат и дека се плашат да влезат во изборната трка, токму заради тоа што ги однапред ги знаат резултатите. Во моментот сега има неверојатно децидни, многу прецизни, добро документирани докази за тоа дека ВМРО ДПМН како политичка партија на власт ги прекрши апсолутно сите можни закони. Има документирано дека ниту еден заштитен механизам не реагираше. Јавно обвинителство, судови, комисии и слично. Има документирано дека е вршено насилство врз граѓаните и врз нивната слободна волја. Сега, со многу големо право, СДСМ може да каже: ние не ги признаваме резултатите и сметаме дека во иднина не можат и не смеат да се спроведат било какви избори без постоење на техничка, односно технократска влада. Слични се аргументите на професорката Најчевска со оние на Заев. Ние однапред не знаевме што ќе се случи. Не е точно. Ако тоа сериозна партија опозицијска и лидер кој води таква опозицијска партија не знаел што ќе се случува, ако после толку избори во кои ОПСЕ детектираше дека последните 3 не се фер и демократски, тој знаел во каков амбиент влегува во битка. Дека знаел во каков амбиент влегува, погледнете ги реакциите меѓу првиот и вториот изборен круг. Значи, после првиот изборен круг исто им се случува. Нив им беше јасно дека на првиот изборен круг ги тестираат, ги евидентираат избирачите на СДСМ за да можат да знаат кои се
останатите кои може ВМРО да врши пресија. Тоа е една работа. За да ја завршам тезата за политичкиот и партискиот тероризам, во суштина, не се само СДСМ и ВМРО, и ДУИ е актер на дерогирање на фер и слободните избори. Со ставот дека бойкотира, не признава председателски избори, што значи не признава институција. Председателот на државата е легитимитет на државност. Не ја признава институцијата. Тоа значи дека таа партија го нихилизира политичкиот систем. Дека е тоа лицемерно од Ахмети и од целата негова политичка гарнитура. Зборува фактот дека јас сега би го прашал Ахмети дали ќе биде на седницата на конституирањето кога председателот Иванов ќе поднесе заклетва. Дали ќе прифати влада во која председателот Иванов ќе треба да даде агреман, не само мандат, агреман на одреден начин за тројцата највитални министри во кој може да биде еден албанец. Дали нема да прифати акредитација ни на еден амбасадор, затоа што за секоја акредитација на амбасадорите стои потписот на председателот на државата. Таквата политичка хипокризија е комплетна. Тоа оди на штета на гласачите, тоа оди на штета на подценување на свеста и политичката писменост на нашите граѓани. Добро. Па ја не мислам дека ги подценуваат нашите граѓани. Јас мислам дека многу добро ги оцениле нашите граѓани и постапуваат согласно нивото на писменост и знаењето на нашите граѓани. Нашиот граѓанин, за да дозволи да постапува на начин кој што значи да речеме за следбениците на ВМРО ДПМН да гласаат за пратеници кои што изгласа амнестија за луѓе кои што требаа да бидат изведени пред суд и судени за воени, односно за злоупотреба против човештвото, да. А од друга страна за албанците да излезат и да со своето неизлегување всушност да ја потврдат, да го потврдат барањето на ВМРО ДПМН за 62 противника со кои што ќе се овозможи да не бидат држени во заложништво на албанците, тоа покажува дека и ВМРО ДПМН и ДУИ многу добро го знаат нивото на нашиот гласач, многу добро ја знаат цената на нашиот гласач. Она што може да му се замери на СДСМ не е незнаење. Јас апсолутно не верувам дека СДСМ не бил свесен за сите овие елементи кои што го чекаат во процесот на гласање. Она што може да му се замери е утописки настап, односно утописка надеж дека со објаснување и со изведување на виделина на очигледни докази за прекршување на законот можат да направат промена во свеста на граѓаните. Не може да се направи преку ноќ промена во свеста на граѓаните. Во моментот ние имаме многу подчинето, робски ориентирано гласачко тело и треба многу работа, и тоа работа со помош од надвор за да можеме да го извадиме од летаргијата. И работа со помош... Јас не се согласувам со таа теза, мислам дека го подценуваме гласачот, мислејќи дека е доволно со 500 динара и со една вреќа да го купиш гласот. Тоа е ниво од прилike од 10% од избирачкото тело. И ништо повеќе. Во социјална, политичко писмена и во било која друга смисла едуцираност на гласачкото тело. На крајот на краиштата, таму каде што, условно да кажам, не можеа да ги купат ромите, не можеа да извршат пресија врз земјоделците, на сите оние што биле казнети, па ќе им ги простат казните или долговите. Значи, во урбаните средини, Груевски и ВМРО ДПМН изгубија, иако добија. Ние го подценуваме гласот во изборната единица 1. Наспроти супериорната победа на ниво на државата, лидерот и премиерот, со еден глас предност, ако не беше Стефче, ќе беа пата, зборува дека ВМРО и Груевски ја немаат супермацијата да вршат тортура врз избирачкото тело, кое ни по која цена може да го купат. И не е тоа логично решение. Напротив,
Скопје и значаен дел од Скопје ја покажаа зрелоста на избирачкото тело и само свеста на луѓето дека не можат да им прават притисок. Тука е центарно заради Прашањето е Карпош сега... изгуби, например, како е на градска општина. Каде изгуби? Говорам за Карпош. Видите, генерално гледано, и релевантно е сега какви се резултатите и каква е реакцијата на СДСМ. Тоа е завршен потез. Завршница на обидот за комплетно делегитимирање на оваа власт. И јас само од тој агол ја гледам оваа позиција на СДСМ да излезе во јавност, иако во тактичка смисла поинаку би го разиграл тоа, но јас не сум пиар инженер, тие си имаат своји проценки. Само една мала дигресија. Например, кога влегуваа во кампања и во која сака главната поента да им биде обесчестувањето на Груевски, дека најчестиот меѓу нив е криминалец. Зошто таа кампања не ја изведоа пред да почне кампањата? Не може да му убеда дека ги добија меѓу двата круга тие документи. Дури сметате дека е погрешен тајмингот за вадење на коруптивните афери? И тоа зборува дека не беа подготвени со јасен концепт што сакаат да прават. Дали да понудат и дали ова со години треба да траеше, тоа сакате да кажете, или една недела пред да започнат изборите, односно кампањата? Видите, они пред кога дојде Заев, начело на државата, и кога почна меинстримите да говорат дека може да има, дека Заев не сега, Заев излезе во јавност и рече ние сме подготвени за избори во секое време. Лидер на партија која зад себе има 300.000 избирачко тело во секоја ситуација, кој ги каже дека сме подготвени за избори, во секој момент има штаб, има платформа, има луѓе, има кадровски ресурси, има концепт како да ја дерогира власта, да ја делегитимира. Ништо тоа не беше. Без медиуми, опозиција која нема медиуми, која не може воопшто да се појави дури на платена политичка програма. За медиумите само еден момент да кажам. СДСМ и Бранко Црвенковски го уништија најмокниот медиум во кој припаѓавме јас и ти. Така? Го уништија. Го инструментализира. СДСМ и го инструментализира. Црвенковски го уништила ајден. Пазите, го инструментализира преку Велија Ранковски за политичка пресметка со Груевски. Мора да бидат свесни дека цената ќе ја плати Велија Ранковски, ќе ја плати и ајден. Зошто од тогаш до сега, бидејќи знаеа дека со медиумите ќе царуваат оваа власт, ги купија медиумите, така? Не се дрзна да формираат и да направат свој медиум, да направат свој вестник. И тоа што го направи, го прават досме. Тие се обидоа да направат дисперзија на еврото мислење преку... Не свој, веројатно, говориме за критички медиуми. Значи, зборуваме овдека, вие Чомовски зборувате за пата ситуација и слично. После 8 години на малтретирање, на опресија, на крадење, на отворена партизација на администрацијата и судството, доведување до абсурд на се она што представува функционирање на државата. Не треба да зборуваме за пата ситуација, туку треба да зборуваме за згазување на партијата која што била на власт. Кога сме дошле до ситуација ние да зборуваме за 10, 20, 30, 50, 60 илјади гласови, воопшто значи дека имаме проблем со граѓанинот. Тоа значи дека имам 30 на 100 луѓе кои што ми се под прагот на сиромаштијата. Не се тие 10 на 100. 30 на 100 може да ми бидат купени за 500 денари. Имам уште 20 на 100 кои што се во државни служби. Тие ми се купени одма со државните служби. И имам уште 10 на 100 кои што ми се во бизнес и слично, кои што директно зависи од партијата на власт. Купени ми се и тие. Значи во моментов ние имаме корумпирано гласачко тело. Се додека не се соочиме со тоа и се додека не најдеме стратегија како да му помогнеме на граѓанинот да свати дека работи сам против себе, се дотогаш е безпредметно да разговараме за демократија, за избори, за било што. Овој граѓанин
не разбира дека никој за ништо не го прашува. Овој граѓанин не се побуни за донесување на една седница на 123 закони на една седница. Цел универзитет не се побуни на нарушување на автономија на универзитетот. Не само професорите, студентите, ниту едно студентско движење ние немаме кое што се спротивставило на власта. Немојте, ве молам, да обвинувате политички врвови. Не, исто како во фашизмот, кога одредена политичка партија успеала на таков начин да се наметни и толку да го корумпира својот граѓанин, што успевала да му продади бело за црно и обратно, иста таква ситуација имаме ние во Република. Не, согласувам со вас, мислам дека вие тезата треба да ја згазиме, што значи дека не треба да имаме условно да кажем ВМРО како опозиција или ВМРО како Апсолутно. Не, Чомовски, истата логика ја покажирате како немојте да градите сега теорија врз нешто што не е вистина. Згазување на една политичка партија не значи исчезнување на политичката партија од политичката сцена, туку значи таков голем пораз кој што ќе треба да предизвика големи промени, прво во таа сама политичка партија, второ, кој што ќе мора да предизвика радикални промени во целото општество, за да може веќе да не дојдеме во ситуација да ни се повтори вакво нешто кога сме дозволиле фашизам да ни цвета во земјата. Мислам, веќе не зборуваме за диктатура, не зборуваме за некаков авторитарен систем, зборуваме за елементи на фашизам. И автоматски таква политичка партија треба да биде толку длабоко згазена што или ќе исчезне од политичката сцена, или ќе се преформулира на начин кој што одговара на демократското општество. Значи, тоа е начинот на кој што функционираат во светот работите. Доколку не се случи тоа, ние доаѓаме на работ на граѓанска војна. Ке дојде време кога нема да можат да се платат пензиите, не може да се исплатат службениците, не може да се одговори на побарувањата на бизнис заедницата, се доведува целата земја до граница на социјални немири. Тоа јас не го сакам. Екстремни сте и до таа степен сте екстремни што ми наликува на некакви револуционарни потези. Јас не го сакам тоа. Значи немој да ми импутирате мене револуционерност. Исто не почитуваат основни демократски правила. Вие сте еден од оние кои што сакаат да ни доведат такво радикално решение. Сите тие кои што се согласуваат на молчење, еден од основните принципи на концептот за човекови права е немој да молчиш кога тебе ќе ти бидат повредени правата, уште помалку немој да молчиш кога ќе му бидат повредени на другиот. Заради тоа што повредата на правата на луѓето доведува до ситуација кога ќе бидат уништени демократските вредности и придобивки заради тоа што не може да се запри човечкото стампедо. Јас зборев во 2000-та година и во 92-та година дека ќе имаме вооружен конфликт во Македонија. Таквите како вас ме нарекоа црна птица злосутница и ме осудија и бев острахирана. Дојде конфликтот и одеднаш сите се најдоа паметни и кажуваа дека гледале, правеле и слично. Имаше мерки кои што можеа да бидат превземени тогаш да не дојде до конфликт. Никој не сакаше да ги превземи. Има мерки кои што може да бидат превземени сега да не дојде до социјални немери. Граѓанска војна велите. Апсолутно до граѓанска војна. Никој не сака да ги превземе тие мерки. Ке се видиме за 2-3 години, тогаш ќе видиме што ќе зборувате. Со години говорат експертите и опозицијата дека би можело да дојде до банкрот, но тоа не се случува, професорке. Затоа што ние сме веќе банкротирани, ние живееме на кредити. Она со што дојде пред 8 години ВМРО на власт. Но кредитите повторно, постојано се даваат, тоа сакам ви кажам. Секој месец се добиваат тие кредити. Во одреден момент ќе престанат да се даваат. Така, што тогаш? Значи една земја ќе престанат да се даваат, нема да можат на ист начин, нема да можат под исти услови. Знам јас индивидуи кои што така
зеле кредит, па после одредена банка им нуди кредит за да може да го исплатат од овој претходниот кредит. Па после друга банка им нуди кредит за да може да ги исплатат од И тоа е ѓаволски круг. Не е ѓаволски круг. Тие луѓе ги продадоа куќите, ги продадоа становите и сега живеат под кирија. Една земја, да вратиме социјализам, една ваква, што не можам да ве разберам што ми пледирате тука. Демократијата, слободна конкурентна пазарна економија и демократија или тоталитаризам на сила до за вас не постои ништо меѓу тие две работи? Па вие сте многу неук, господине Чумовски, ако мислите дека меѓу тоталитаризмот и социјализмот не постои ништо. Што е, например? Апсолутно. Значи, постои демократија во која што владеат правила, во која треба да ги изгасиме, така? Во која што владеат принципи, во која што владеат закони. Јас мислам дека не сакам да ја бранам оваа власт со па вие сте исти како ВМРО кој што го осуди Заев, кој што употреби фудбалски речник дека живи деца за доручек ке јади. Па тоа се метафори кои што се употребуваат во политичкиот речник. Само ВМРО-вците кои што или сакаат да го злоупотребат или пак немаат доволно знаење за да можат да го разберат, можат на таков начин да го толкуваат. Да, во политичкиот речник се употребува терминот газење. Добро, да, тоа беше метафора. Околу професорката спомена да се работи со помош од надвор. Колега Чомовски. Што рече Пендаровски? Ја повикува меѓународната заедница заради тоа што таа е присутна многу повеќе во камповите на опозицијата, отколку онаму каде што треба, или деска безброј таму е генераторот на проблемите и така натаму. Како тоа одеднаш да направиме рамковен договор за изборите? Тоа ми предлагате? Не, прашувам сега. Нов политички протекторат врз Македонија после 25 години и 15 изборни циклуси. Сега ни треба Волерс, германците и другите да дојдат и да ни кажат дали ни треба техничка влада или политички лумпер пролетаријат. Секогаш доаѓаат во кризни моменти. Извинете, ако е тоа цената, нели? Тогаш ние немаме парламентарна демократија. Ни во еден момент. И сега може да дојдат странците и да им дадат поддршка на СДСМ и да им кажат ви даваме за поддршка, нели? И што ќе биде резултатот на тоа? А што беше резултатот после 24 декември кога беше неопходно да дојде меѓународната заедница, представник од Што е резултатот на средбата на Филе, освен што СДСМ го вратија на преговарачка позиција? Што е на тоа резултатот? Зошто таа позиција која заговара Најчевска, ако на 24-ти црниот не сгазија демократија, слобода, не одговоривме со политичко газење? Зошто учествуваат во изборите? Добро. Да, апсолутно. Тоа е едно од моите забелешки, дека дефинитивно не смееше да не се искористи тој адут кој што е даден со 24 декември. Не смееше да се попушти, односно, да, јас сум за преговарање, ама преговарање во кое што ќе се добијат таков вид на параметри кои што ќе овозможат соодветно воспоставување на демократските институции. Околу улогата на меѓународната заедница ве молам и предлогот на Пендаровски. Да, Чумовски вели ни треба да станеме протекторат. Значи, ние не сме протекторат во моментов, меѓутоа немаме ни парламентарна демократија. За да имаш парламентарна демократија, треба да имаш поделба на власт. За да имаш поделба на власта, треба да имаш различни власти. Ние прво немаме собрание. Ние имаме таму една група на луѓе собрана по улици која што дига рака без појма да нема за што гласа. Инструирана е од власта, критикува опозицијата. Не, инструирани им пуштаат едно луѓе, инструирана значи дека им објаснуваат нешто. Не се инструирани. Тие им пуштаат по едно ливче, вика сега ќе гласате, ќе го заокружите ова бројче, сега ќе го притиснете ова копче толку. Немаме суди, немаме правосуден систем. Јавен обвинител на ваква работа да оди и да се исмејува со правосудниот систем на начин на кој што Зврлевски се исмејува, со тоа што не сака ни да поведе постапка, не сака да поведе истрага, не сака да погледне за што станува збор, тоа е, да ви кажам, потполно отсуство. Говорите за криминалните афери, например? Апсолутно. Потоа, Уставен суд, во кој што директно ви се смеат во очи,
излегува уставен судија и ви вика, можеби овој закон сега е спротивен на уставот, меѓутоа, можеби утре ќе го смениме уставот и тогаш нема да биде спротивен на уставот, па тоа е исмејување на судството од најголеми размери. Следува председателот, следува четвртата власт, медиумите. Значи, во моментот ние немаме демократска држава. Па зошто неопходна ли е меѓународната Зошто се плашиме од меѓународната заедница, која што дефинитивно треба да ја прифатиме не како некој кој што ќе воспостави протекторат во Македонија, туку ќе биде некаков баланс на вредностите. Концептот за човекови права и слободи дава можност другите држави и посебно меѓународните и меѓудржавните структури да бидат заинтересирани за она што се случува во една држава. Не им треба реципроцитет, не им треба ништо. Треба само заштита на основните човекови права и слободи, кои што во моментот во Македонија се апсолутно уништени. Добро. Значи, да, ни треба медијацијата на меѓународната заедница. Ова што го заговара најческа и вие мислам дека сакате да ни кажете дека треба да дојде ОПСЕ и на избирачките места да ги постави своите набљудувачи и да изведеме избори. Не, треба да дојде ОПСЕ и во својот извештај да пише. Или ќе бидете уште агресивни како што сте? Апсолутно ќе бидам агресивна. Значи, треба да дојде ОПСЕ и да ни каже дека во услови кога партијата и државата не се разделени, во услови кога не постои контрола на финансиите кои што се трошат. Тоа го кажа 2011. Чекајте, немојте да викате за да можеме да разговараме. Техничка влада. Таа техничка влада треба да ги спроведе изборите. Пред да ги спроведе изборите, треба да ги создаде основните услови. Конфузно е, комплетно конфузно. Од еднаш демократија, па сега техничка влада, па сега странците. Ние имаме интегритет како држава и некакви правила. Ако сме сакале тоа да го направила, нема правила. Прво, странците дојдоа тука. Странците доаѓаат 3 години наназад на сите избори. Јас ве прашувам вас. Зошто вчера ОПСЕ немаше храброст и да излезе Герт Арес, кој е некој добар познаваш на Македонија, 15 години, 20 години е во Македонија, и да каже овие избори немаат демократски легитимитет. Напротив, тие рекоа дека се фер, слободни, релативно коректни, нели? Јас фери слободни не видам. Добро, рекоа дека се добро организирани и регуларни. Ова само зборува за ваше незнање, вие не знаете ако сакате да ме навредувате, јас можам да ви изведам милион ситуации каде што ќе ви покажам дека сте политички аналфабет. Но немојте на тој начин. Без навреди, ве молам. Дали знам или не знам? Значи, јас сакам да ви кажам да не се чита извештајот на ОПСЕ на таков начин. Извештајот на ОПСЕ се чита преку она што представува дипломатски речник, речник кој што можат и смеат да го употребат државите. Во моментов ОПСЕ си дозволи... Зашто би ни биле потребни медијатори да ни организираат избори, ако ние не знаеме да ги читаме соопштенијата? Соопштението на ОПСЕ е децидно дека не е извршена дерогација на државната интервенција за време на изборите. Второ, говорите за денот на изборите. Второ, не, за цело време, но се нотирани толку многу забелешки што се застрашувачки. И дека не е извршена рамноправна медиумска презентација и доступност. Тоа се генерално трите забелешки. Второ, ОПСЕ 2011 ни остави пакет во кој рече дека треба да се прочисти избирачкиот список. Ние имаме државна изборна комисија на чие чело е кандидат и представник на СДСМ. Таа државна изборна комисија, на која председател е Рилковски, вели дека државната изборна комисија организирала добро ги организирала изборите. Така? Тоа значи дека тие луѓе исто така начело со СДСМ-скиот кадар живеат по стаклена зона, не видоа што се случува. За да ги игнорираат и да ми продаваат правна основа на сопственото действување. Говорат за заплашување, говорат за мешање на државата со партија. Добре, тоа зборувам за ОПСЕ. ОПСЕ истите ситуација ги кажа и прилично остри оценки. Ги кажа и 2011 година. Слични беа и 2011. И за време на локалните избори.
Кажете ми, што Тоа не се добри што оценки. од тогаш се промени? Што направивме во регуларните институции за да го преземеме радикалниот чекор да не се признаат изборните резултати? Зошто СДСМ и опозицијата не излезе во јавноста да каже дека ние не одиме на избори, додека таа странска меѓународна заедница не се врати назад и не го спроведе пописот? Добро, тоа Без попис- тоа е фер понуда. Без професорке, попис, без попис нема регуларни избори. Меѓународната заедница да побара Меѓународната заедница има посебен начин на постапување и тој секогаш оди по пат на скалесто ескалирање. Значи, постојат дипломатски начини на кои што се изнесуваат проблемите кога се бара да се чита меѓу редови. Второто скалило се пишуваат проблемите меѓутоа на дипломатски начин. Третото скалило почнуваат да се издвојуваат одредени проблеми на малку поостар начин, ама поостар дипломатски јазик се употребува, а не уличен јазик како што разбираат нашите луѓе од власта. Сега, она што е дадено како извештај на ОПСЕ е без преседан. Значи, тука е употребена таква терминологија која што е директен атак на владеачката структура, директен атак на се она што представува непочитување на основните правила, да и кажеш на одредена држава дека ти постои мешање меѓу партијата и државата. Тоа е исто како да излезеш на улица и го опцуеш некого, му опцуеш мајка. Во дипломатскиот јазик тоа е исто. Сега, работата е што ние имаме едно чудо, неписмени политичари, неписмени дипломати, неписмени новинари кои што не разбираат дека во моментов меѓународната заедница го има достигнато највисокото ниво на непристојност. Значи, на директно кажување во што се проблемите. Она што меѓународната заедница може да го направи е сега само она што се прави зад кулиси, а тоа е неформален притисок. Значи, со формалното, и за попис, вели колегата Чововски. Може и за попис. Апсолутно, Добро. ама тоа се прави веќе со она што представува задкулисно делување, а не директно. Директното е кажано. И околу техничката влада. И околу техничката влада. И на крај ве молам. Каква техничка влада? За каква техничка Предлогот влада? на СДСМ. Каква техничка влада? Што значи техничка влада? Објаснете ми што значи техничка влада. Заев не објасни, но предпоставува дека значи да сите и опозицијата и власта да бидат дел од таа техничка влада. Тоа е коалицијска не влада, не техничка. Јас предпоставам дека мисла дека треба да бидат која е таа техничка влада, не како ќе знам, добие што легитимитетот од пратениците во собрание чиј мандат не го легитимираме? Тие финиси веројатно ќе Па бидат. чекајте, зашто правиме муабет? Тие се политичари, треба на јавноста да ја кажат што Па сака. ќе објаснат. Заев најави дека во следните неколку дена ќе ги објаснат и обелоденат потезите на органите на партијата, какви потези ќе и ставови ќе донесат. Кога ќе ги видиме потезите, јас тврдам дека ништо техничка влада нема да има. Ќе се откажат? Значи нема техничка влада. Ќе се откажат или се премногу неуки, не разбирам. Слушајте да ви кажам не знам дали се неуки, бидејќи јас сум неук според најческа, можам да ви кажам дека знам што се институционални форми. Па веројатно ги знае и СДСМ, како што ги знае. Прво да знаел дека се има тамо од Рената Десковска до сите, не може да излезе со техничка влада. Нема техничка влада. Која е таа техничка влада? И оваа влада по сета логика која би имале нормални демократски правила на игра, од моментот кога се распушта парламентот треба да функционира како техничка влада. Не. Според нашиот устав тоа е влада која што ги врши само основните функции. Што е тоа? Носи политички одлуки, подпишува договори меѓу државни, организира ова. Тоа е техничка влада. Тоа е техничка влада. Техничката влада подразбира технократски елемент во својата структура. Технократскиот елемент се внесува за елементите кои што очигледно се проблематични. Значи, технократски елемент кој што би требало да го разреши
проблемот на избирачкиот список. Технократски елемент кој што би требало Не да ми го го разреши објаснувате тоа. елементот Кој ќе на ја избере правосудниот техничката елемент. влада? Значи, Кој ќе ја избере? Објаснете ми. техничката влада се конституира, не Како? се избира. Значи се прават преговори и преку тие преговори се прави договор за формирање Што? на таква Значи, влада. рамковен договор ќе имаме за техничка не е влада? рамковен. Па што е? Рамковниот договор, ако не сте знаеле, е мировен договор. А што е техничката Значи, влада? Објаснете рамковен- ми како ќе функционира Значи, техничката влада. Техничката влада Која? добива одредени ингеренции кои што се поврзани со воспоставување на елементите на законитост во делувањето на системот и кои што ќе оневозможат одредени министерства кои што се директно или можат да бидат директно инволвирани во она што представува спроведување на изборите, како што се Министерството за внатрешни, за правда и слично, па дури и Министерството за труд и социјална политика, да бидат неполитички личности. Значи личности во кои што луѓето ќе имаат доверба дека нема да влечат на една или друга страна, туку само ќе овозможат функционирање на системот. Тоа е техничка влада. Ја прв пат слушам функционирање на техничка влада низ илегални форми на функционирање. Тоа треба да има институционална форма. Говори дека таа Ние влада имаме не сега- би имало каде да биде Ние имаме сега избрана. уставотворен вакуум. Да. Распуштен парламент, не конституиран друг парламент. Ако се конституира овој парламент, чиј легитимитет го спори СДСМ, така? Да. Кој ќе ја формира техничката Тоа е влада? прашањето на Ќе ја формира техничката влада мнозинството на ова актуелна власт, Да, која да, ги освои. да. Според тоа, илузија е да мислите дека Груевски ќе се согласи на таков тип на техничка влада. Техничка влада се формира како резултат на преговори меѓу политичките партии со медијатор. Таков медијатор во моментов може да биде само меѓународната заедница. Затоа ни е потребна меѓународната Мечевска, заедница. нема ни едно искуство со такво цел- кое формира таква техничка влада. Ние немавме техничка влада ни во време на медијаторот на рамковниот договор и на кризата. Нема ни една балканска земја во која имаше сериозни изборни дефекти. Бугарија, Романија, Албанија, која што формира техничка влада. Да, Имаше затоа влада која функционираше. Влада на која им се одземаат она што опсе со право го забележува, а тоа е спрегата на ресорните надлежности со изборниот процес. Да. Значи, вие го имате министерот за финансии, заедно со премиерот, кој вика, ние ќе им простиме на бедните, да кажам, Да, и он вели дека од тоа ќе се издвојат 10 до 12 милиони евра. Тоа не може, и ме чуди како не го разобличува. Јакуловска е нотирана. Никој не може. И како ќе го решите тоа? Никој не може да го разобличи, бидејќи тоа не може да го предложат. Како ќе го решите тоа? Нема усвоен буџет. Како ќе го решите тоа? Како ќе Ќе го станеш решите? со политичка битка и да им кажеш дека тоа ве лажат, дека тоа не може да Па биде. тоа го пробаа СДСМ. Па што Тогаш не- вие го оправдувате ова што го правеа СДСМ. Кој го Не може тоа да им се објасни на граѓаните. Не може во моментот кога министерот за финансии во исто време и носител на кандидатска листа, граѓаните да им објасниш дека она што им го кажува тој човек не е апсолутна вистина и не е остварливо. Заради тоа, наместо тој министер треба да се постави, еве Чомо, ќе го ставиме за министер за финансии. Чомо нема да ги врши Јас се финансиските согласувам, работи но и слично, мислам дека меѓутоа, мешаме институционални форми и реална ситуација која сакате да ми кажете дека треба да се резимира со практично протекторат. Странците да дојдат и да кажат ќе се формира техничка влада која ќе ја води Милена Најчевска, у која вие ќе бидете министер за правосудство, јас за ние можеме и тоа. сами Не да може. формираме техничка влада. Второ ниво е, доколку немаме ни таква сила да сватиме дека целата држава ја водиме веќе во пропаст,
Доколку навистина немаме сила самите да го разрешиме тоа и да формираме техничка влада, која што би спровела соодветни избори, следното ниво е ова што вие го зборувате. Ама мораме да пробаме, да видиме дали останал некој сегмент, некој рудимент на демократија во оваа држава и некакво минимално способство на овие граѓани кои што постои Добро, ја мислам дека многу време малку и со спорење со Најчевска емоционално, но мислам дека генерално СДСМ е во деликатна ситуација. Тоа е неспорно, професор. СДСМ е во деликатна ситуација меѓу другото и заради фактот што не играше своја игра. Тука е прифати на меднатата игра. И тоа никој не го спори. И трето, прифаќање и излегување со теза дека треба бојкот, не признавање на резултатите, што е равенство на бојкот на резултатите, зборува за хипокризија. Тоа е она мојата теза. Да, јас прочитав. Сега да ви кажам, човекот кој заговараше да се прекине бојкотот, човекот кој успеа да направи нов тим, сосема нов, да се одлипи од Црвенковски, да изведе една нова по физиономија и по логика една нова гарнитура на политички следбеници на СДСМ, вклучувајќи го и маестралниот избор на Пендаровски, кој е новото лице и новиот ум на политичката сцена. Тој заев, сето тоа вели е уаут, ние сето тоа ќе го ништиме, вклучувајќи ги персоналните личности, и одиме на бојкот. Наместо, такви какви се резултатите, да влезат во парламент, да ја покажат цврстината на својот нов имидж, на своето ново кредо, на својата нова идеологија и матрица. И да не го пуштат Груевски и Ставриевски од криминалноста во која ја воведоа државата и себе се воведоа, тие велат, ние сме немокни, дојдете Волерс, германската амбасадорка, Британија, ние сме немокни, дојдете, ние да победиме. Добро. Таа логика во македонското јадро може да биде контраефектно до степен кој го заговара Многу е проста работа. Го заговара Најчевска. Многу е проста работата. Да ги уништиме ВМРО ДПМН за да дојде СДСМ на власт. Значи многу е проста работата. Биле повикани СДСМ да играат фудбал. И вика, по кои правила ќе играме? Толкаво игралиште, вакви, ќе имаме голчиња, ќе имаме олку играчи, ќе имаме олку суди, ваква и ваква топка. Излегува тимот на СДСМ и вика, ќе играме фудбал. Им викаат од страна, бе слушајте, вика, овие се приготвуваат за рагби да играат, не за фудбал. Овие викаат, знаеме, ама нас не викаат за фудбал. И ние одиме да играме фудбал. И СДСМ доаѓа и почнува да игра фудбал. И одеднаш од другата страна му се појавува рагби тим, кој што игра рагби. И му се појавуваат судии, кои што не судат за фудбал, туку судат за рагби. И викаат, еве го рагби тимот победува. Добро, и само за момент. Тој тип на асоциации се многу чудни, да кажам. И сега Чомовски што вика? Не смеат да се повлечат СДСМ. Мораат да продолжат, они ќе си играат фудбал, а овие ќе си играат рагби и кога ќе ги победат, сега тоа си е фер игра. Овие си играли и овие си играле и фер си изгубиле и мораат да продолжат така. Не, ова е луѓе абсурд, мислам што го слушам. Значи, кога ќе видиш дека противникот не игра истата игра со тебе, викаш се извинувам. Ние мислевме дека играме фудбал. Не играме фудбал, играме рагби. Или ќе играме рагби, или ќе поставиме правила за играње фудбал. Сега вие сугерирате рагби да играме? Просто е. Значи, толку е просто. Сега сугерирате рагби да играме? Не, јас сугерирам да се воспостават такви правила, да се тргнеме на страна од теренот, да заклучиме дека едните играле рагби, а другите фудбал, да решиме што сакаме да играме. И врз основа на тоа да подготвиме тимови за таква игра. А зашто не? Па ние имавме подготовки за избори за да се подготват такви тимови. Значи, едниот тим се подготвувал за фудбал, другиот тим се подготвувал за рагби. Тоа е грешка на капитенот и на селекторот, зашто ги подготвува играчите. Значи, немојте да правите таква асоциација. И тука се вика,
се вика Светската фудбалска организација и се вика се извинуваме. Дали мислите дека овдека се почитуваат правилата на фудбал или на рагби? Чумовски вели Заев требал да предпостави дека ќе се игра рагби, да биде доволно мудар политички. Фудбалско игралиште гледа, го викаат на фудбал, покани за фудбал и оди човекот да игра фудбал. Ајде, за на крај сме, ви благодарам што бевте гости.